Ние не оставаме ништо на случајност. Значи 24 часа ќе ги следиме, доколку треба, можеби ќе ги задржиме, тоа лекарскиот конзилиум ќе одлучи, професионалците, доколку нема потреба, вака како што гледам Ангел, например, утре може да се замине дома, меѓутоа повторно да очекуваме токсиколошките испитувања да се направат утре и потоа повторно ќе ве известиме. Во следните денови очекуваме уште неколку пациенти, меѓутоа ви велам, штом ни стигнуваат протоколи, ние ве известуваме, повторно ќе ги причекаме сите наши пациенти, и тие што доаѓаат со возила, и тие што доаѓаат со авиони. Веќе возилата на брза помош се подготвени, се е организирано во клиника, повторно на пластична ќе се направи тријажа, од таму најверојатно Ангел ќе оди на токсикологија и ќе преспие вечера на токсикологија, се е организирано. Значи, не оставаме никаде простор за да се случи некаков ризик за пациентите кои што се враќаат. Се работи согласно многу строги здравствени протоколи и затоа велам имаме најава, може и да се променат работите, се надеваме не, но тука сме максимално внимателни, бидејќи овој процес никако не смее да има ни минимален ризик за пациентите кои што се пренесуваат. Ние продолжуваме тековна комуникација со здравствените власти во државите каде што се сместени овие пациенти. Нашите дипломатско-конзуларни представништва се постојано во комуникација и со семејствата и се надеваме дека во следната комуникација со вас како медиум и со јавноста ќе можеме да соопштуваме дека се повеќе и повеќе пациенти се враќаат во државата.